Мораме да признаеме нешто, дека ние очекувавме и нешто и полошо. Например, поголемо купување процентуално на оваа веќе посочената фирма, еколог на поголем процент. Може би имаме и среќа од целата таа несреќа да они купиле само еден дел, а останатиот дел ќе го доплатат до 25% од кога ќе се створат услови во наредните 2 години, ако Евромакс како компанија успее да ги исполни обврските од истечениот и поништениот договор на кој начин и од земената концесија. Значи, само под услов, ако успеат да ги остварат одредбите од договорот за кој што тогашниот премиер Заев рече дека е невозможно некој да им даде дозвола, бидејќи од 9 точки само 7 немат исполнето, а 2 имат банални некои замерење на вага, официјална вага и така натаму. Значи, ние очекувавме еден подраматичен развој, дека ќе земат поголем процент, и алудиравме на тоа дека ќе сакат обештетување од државата и така натаму, што беше нелогично, заради тоа што такво обештетување значи банкрот на Македонија и непостојане на државата. Значи, сега одат на тоа да овој проект сепак биде остварен. Не можеме ние, а да не најдеме поврзаност меѓу дневната политика, тоа што се случува со нашите преговори кон патот кон Европската Унија, кај што бугарската влада и држава ни поставува невозможни услови, а од друга страна имаме представник на политичка партија ДУИ, чиј спонзор е еколог, да они пак сега имат министер за надворешни работи и преговарат, а нас не нема како македонци, не нема никаде. Не можеме да не ја поврземе оваа нелогичност или логичност, како сакате, дека сега 40, околу 40 до 50%, не знам колку точно има една бугарска фирма и 25% една албанска фирма. Дали има една поврзаност кон сето тоа, оставам на нашите гледачи да си го поврзат тие две работи и да сватат кон што води сето тоа. Геноцидната политика со остварување на овој проект, отварање на рудник во Иловица штука, значи смрт за Струмичката котлина и поширок. Ние тоа многу пати го нагласивме, но сепак нашите суграѓани не сватија толку сериозно и мислеа дека не е вистина, дека тоа ќе се работи многу внимателно, дека така добива информација од нивните партии или партиски лидери или не знам кој. Така да јас не знам, сакам да упатам еден апел до овие што не гледат, што не слушат. Не постои никој кој што ќе не ослободи, не постои никој кој што ќе учува нашите домови, освен ние самите себе си. Ако се уште размислува некој дека може од дома преку Facebook со едно лајк да даде свој допринос и на тој начин да си ги одбрани својата семејство, својата фамилија и своите идни генерации, тоа што се залажува. Време ние тоа да го кажеме на еден драматичен начин дека сите сами треба да земеме судбината во свој раце, што би рекол еден на времето политичар, и да излеземе на улица и да окажеме нашиот револт и да, ако има потреба, и да застанеме пред машините утре еден ден и да не дозволиме по никоја цена да ни се случи тоа, бидејќи нас судбината со тој рудник е запечатена. Може би изгледа дека драматизирам и дека може би така баш не е толку страшно, но познавачите, ние кои што 5 години занимаваме со тој проблем, ги знаеме податоците, се уште подраматични и уште посложни и уште пострашни. Секој еден кој го интересира нека повели, нека погледне во тие проекти кои што и ден денеска скриен од јавноста,
со презнак на државна тајна. Нашите политичари се немоќни да се одбранат од тие притисоци, гледаме дека они не можат сами и затоа апелирам до народот да се обединеме конечно, да забораваме на партиските разлики и нетрпеливости, бидејќи само така обединети можеме да се одбраниме, можеме да зачуваме своето огниште, можеме да си зачуваме иднината на нашите деца. Па, тоа веќе тоа што го знаевме порано, сега се остварува и не би рекол дека е обесхрабрувачка, напротив, ова генерира повеќе револт, бидејќи се надзираат веќе контурите што порано не беа толку видливи, сега се повидливи, појасни, се гледаат решетките оствари. И кога некој знае дека е поробен, тогаш размислува за слобода. Ние порано не знаевме колку сме заробени, а сега веќе знаеме и ќе имаме стремеж да се ослободиме. Така што јасно е дека политиката е во спрега со ова коруптивна сделка, би ја кажал, бидејќи не постои економска логика некој да даде 3 милиони евра за почеток и при тоа да се нафати да плати дополнителни уште 10 за фирма што не го почитува законот, што има изгубена концесија, освен ако знае што ќе се случи, а предвидува еднината, тоа многу лесно е да се предвиди, особено ако имате суди кои што се поставени од политичките партии, односно, еве, конкретно фирмата Еколог, како најголем донатор на Демократската унија за интеграција, има голем коруптивен интерес да влијае врз одлуката на судот. И тоа ќе го направи, бидејќи на крај на ден, еве, во последната пресуда од Висшиот управен суд, судија кој стои во пресудата е поранешниот функционер на ДУИ од Гостивар, така што тоа веќе многу е јавно, премногу е јавно. Но тоа покажува и нешто друго. Јас би рекол дека се гледа на тоа како можност луѓето да увидат колку е се случајно, односно во наводници не случајно, дека ваквите одлуки всушност представуваат попречување на правдата. Всушност представува директен и индиректен притисок врз судството, бидејќи во пресудите се јасно утврдени сите факти. Тие аргументи се посочени, се документирани, значи тоа не може да се тргне, не може да се измени. И станува сега на основа на факти некој да донесе политичка пресуда, бидејќи ова веќе не само политичка, него ова е и коруптивна пресуда фактички. Нема друг начин како ова да се пренабегне без да ги се прекршат принципите на законотост. И во тој случај настанува хаос. Ако правдата е селективна и важи само за ДУИ, тога зашто другите да немаат? Ќе влеземе во анархија на тој начин. И веројатно на таму и се движиме, бидејќи се појасно е како таа спрега делува. Навистина, политичките партии од македонскиот блок се зависни од ДУИ кој што е дека 20 години на власт и веројатно немаат начин како да се одбранат, но за тоа пак нивните членови многу јасно ги гледаат овие работи и јас ги повикувам сите граѓани да го изразат своето незадоволство, бидејќи она што се предвидува за Струмичкиот крај, тоа е само модел по кој што ќе истежне нашата држава. Македонија ќе исчезне точно поради ваквите примери, доколку го дозволиме тоа. Доколку застанеме и кажеме не, тогаш работите ќе се двигат во друга насока. Затоа е многу битно да се измобилизираат луѓето, да знаат со кој го си имаат работа и да бидат храбри. Ова особено е битно затоа што правдата е на наша страна, аргументите се на наша страна, законот е на наша страна
И ако законот не функционира во овој случај, тогаш нема да функционира за било што друго. Значи, кој што сака може слободно си прави, едноставно ќе немаме држава. До тука е работа, бидејќи се е сега премногу јасно. Порано не беше толку, но сега веќе гледате дека е јасно. И тука е ствари падот на политичките партии и на самата партија ДУИ.